Сатнам! Ке зборувам за прочистувањето, што беше планирано да се случи од 29 октомври до 1 ноември во Преспа, но со оглед на приликите и стравувањето од коронавирусот што многумина го чувствуваат, истиот овој настан ќе го направиме онлайн. Некој од нас прочистувањето го правиме со години, но за некој е комплетна новост. И затоа сакам пред да знаеме за што се пријавуваме, сакаме да знаеме што значи ова прочистување. Какво е ова прочистување? Ова прочистување е јогистичко прочистување. Вклучува монодиета. Монодиета е кога јадеме една иста храна. 4 дена имаме спремаме секој ден едно исто јадење од еден вид. И токму затоа е монодиета. Важно е да знаеме дека нема гладување, не е потребно никакви посебни работи да купиме, освен нормално дека има одредени работи што ќе треба да ги купиме. Меѓутоа не се ништо чудно или нешто што до сега не сме слушнале или не сме конзумирале. Така што сосема е достапно и е многу реално. Тоа е важно, дека може секој да го направи и секој да го најде. Значи, е јогистички пристап на прочистување, што е поволно да го правиме во секоја сезона. Ова прочистување е безбедно за секого. Овој ист оброк се дава на луѓе кои закрепнуваат од одредена болест, одредена траума, намален имунитет или било кои други проблеми со здравјето, бидејќи е многу лесно сварлив за организмот. Освен ако не си алергичен на некој од состојките, тогаш ова прочистување нема контраиндикации. Бидејќи содржи прилично повеќе зачини кои се познати, но многумина можеби не ги знаат, можеби во контекст на вкусот да ти биде малку ново јадењето. Меѓутоа, има адаптирање и за тоа. Ако зачините се прејаки за нас, тогаш ги намалуваме, но ако зачините и намалени се прејаки за нас, тогаш може и без зачините. Значи, во секоја варијанта има начин како да можеш да го направиш ова прочистување. Во тие 4 дена јадеме спремено само од овој оброк, кој дополнително за сите што ќе се пријават, ќе биде објаснет кои намирници се потребни за да го подготвиме и на кој начин го подготвуваме оброкот. Во овој оброк го јадеме 3 пати на ден или 4 пати на ден, нема гладување, секој ден во период од 4 дена. Дополнително ќе имаме видео како се подготвува оброкот и во кои делови од денот го јадеме. За време на ова прочистување ќе имаме и сетови дизајнирани да ни асистираат за време на прочистувањето. Прочистувањето во јогата знаеме дека не е само физички аспект, туку е на сите нивоа и во сите аспекти и димензии на нашето постоење. Затоа е важно да превземеме конкретни активности кои го поддржуваат физичкото, менталното, емотивното прочистување. И токму за ова ќе бидат наменети сите наши сетови и сите наши
пранаями што ќе ги правиме за време на оваа прочистување. Ќе имаме и видео, односно ќе имаме и час за самото прочистување, кога е добро да го правиме, како да го правиме, во која сезона и зошто е важно, исклучително важно да се прочистиме. Веќе е последниот воз, го фаќаме последниот воз за прочистување пред да навлеземе во ладните денови, така што ова според Ајурведа е идеално време за да превземеме конкретни чекори за подобрување на нашето здравје. Ако не ги превземеме сега, се одолжува и се одложува за зимскиот период, кога веќе ќе биде доцна и кога само повеќе ќе ги чувствуваме последиците од нередовното прочистување. Без разлика дали сме вегетаријанци или не сме, ова прочистување е за секого. Негде после, дури во пубертетот треба да бидат запознаени децата, но еве, веќе после 15-тата година до зрели години, ова прочистување е за секого. Не само во контекст на здравје, туку и за продлоба. Затоа се вика длабоко прочистување, го нареков длабоко прочистување, бидејќи сите што сакаме да имаме бистар ум, кој правиме медитација, кој сакаме да се чувствуваме добро и среќно внатре во себе и задоволни, ова прочистување е за тебе. Значи е за секого. Сакам да кажам, не го правиме, ако сме вегетаријанци, не значи дека не треба да правиме прочистување, напротив, јас сум вегетаријанец повеќе од скоро 20 години и повеќе, така што прочистување правам редовно и покрај тоа што секогаш внимавам што однесувам во себе. Ова е прочистување за секого. На 4-тиот ден, ноќта на 4-тиот ден земаме лаксатив, со што го завршуваме прочистувањето и од следниот ден си продолжуваме со нормалниот живот и можеме да продолжиме да свесно да одбираме што ќе јадеме. Претходни подготовки не се потребни, односно подготовки како купување наметниците ќе бидат потребни, тоа што треба, ќе треба да се снабдиме од претходно, ментално се подготвуваме дека ќе почнеме, меѓутоа во контекст на исхраната не мора ништо посебно да менуваш, едноставно може да почнеш од денот кога ќе решиш да почнеш. Ние почнуваме на 29 октомври, четврток. И ве охрабрувам да почнете во четврток, бидејќи е одлично време да се направи прочистување. Дополнително на 31 имаме полна месечина во Бик, што иницира важност да се превземе во физичка смисла промена. Поддржани сме и планетарно, ова е идеално време да направиме промена. Така што токму затоа ве поканувам овие 4 дена да почнат од 29 октомври, меѓутоа не се грижи, ако 29 е премногу рано за тебе, подобро е да почнеш кога ќе бидеш спремен. 30, наредниот месец, кога и да решиш. Меѓутоа повторно можеш да се пријавиш за ова прочистување и ќе ги имаш сите потребни информации и сите потребни часови и презентации кои ќе ти бидат потребни за прочистувањето. Значи, независно дали ќе почнеш на 29 или ќе почнеш понатаму, можеш да се пријавиш сега и да почнеш кога тебе ти одговара. Претходно искуство во прочистување не е потребно.
Претходно пракса на йога не е потребна. Ова може да ти биде прв пат и не се грижи, сите работи ќе ти бидат разјаснети во процесот. Не е нешто што треба да научиш на памет, туку е нешто со кое работиме таму каде што сме. Каде што сме, таму не наоѓа праксата, каде што сме, таму не наоѓа прочистувањето. Нема идеална варијанта. Идеалната варијанта е дека правиш нешто за себе. На начин на кој најдобро можеш во овие околности и во овие услови да го направиш за себе. И со овие способности на телото. Значи тоа веќе во старт правењето нешто за себе е идеалната варијанта. Ке имаме можност да поставуваме прашања, ке имаме можност да споделуваме ништо минуваме, значи за сето време ја имаме заедничката поддршка и космичката поддршка. Плаќањето за овој онлайн курс на длабоко прочистување цената е 2000 денари за мојот дел од работата, а намирниците си ги купуваш сам. 2000 денари уплаќаш за учењата, а останатото е за намирниците колку што ќе чинат. И ќе чинат различно, бидејќи има различни опции што може да купиш. Може да одбереш според тоа што тебе ти одговара. Например, дали ќе купиме басмати ориз или бел ориз, ќе има многу врска во цената. Но еве, по искуство од минатите години, ќе чини некаде околу 1000 денари за сите 4 дена. Повеќе или помалце, повторно ќе зависи кои намирници ќе избереш да ги купиш. Во прочистувањето влегува и поголема количина на ги путер, кој може да биде заменет со кокосов путер. Идеалната варијанта е ги путер. Ако не можеш да најдеш ги путер, може да ме контактираш, ќе ти пуштам по карго и ќе можеш и на тој начин да си го платиш. Јас правам ги путер. Меѓутоа, ако сакаш да одиш со друга варијанта, слободно може да биде заменета и за време на часовите, за време на презентациите ќе објаснам и кои други масла може да бидат вклучени во ова прочистување. Слободно, доколку нешто остана нејасно за тебе, слободно јави се, прашај, пиши ми, секако сум достапна. Сподели со пријатели за кои мислиш дека сакаат да го превземат овој чекор на прочистување. Навистина е одлично прочистување, нема гладување, нема преморување никакво, во една релаксирана атмосфера, во една релаксирана атмосфера можеме да го направиме сето ова заедно. Предизвикот е дека не си во комфортната зона на да јадеш тоа што си навикнат да јадеш и да правиш тоа што си навикнат да правиш, меѓутоа овие промени се потребни и неопходни ако сакаме да бидеме во добро здравје. Така што се подразбира дека ќе одиш преку промени кои се индивидуални, за некои се полесни, за некои се поголем предизвик, но знае дека колку и да е голем предизвикот, уште повеќе ќе биде голем бенефитот. Така што не стравувај и охрабри се да направиш чекор за себе. Океј, тоа е што сакав да кажам. Слободно контактирајте ме и благодарам на сите што споделувате со вашите пријатели. Сатнам!